сега 12 декември во 12:30 часот во нова станица. Ky është realiteti i një fëmije që ka vështirësi në dëgjim, por që gjen mënyrat e tij të komunikimit përmes artit. Ai flet me laps, me penel, me çdo vizatim që krijon. Ky është vetëm një nga aktivitetet e nxënësve nga shkolla e mesme dhe qendra e resurseve Partenia Zografski. Што му се допаѓа најмногу да црташ? Што ти се допаѓа најмногу да црташ? Портрети, претпоставувам, да. Портрети, бидејќи работам 2 години со него. Тоа му е една од омилените, можам да кажам, техники во ликовноста. Цело време се надоградуваме и планот е да оди на ликовна академија откако ќе го заврши средното училиште. Të jetosh me fëmijë me nevojë të posaçme është bekim, tha një prind, por sfidat janë të përditshme dhe të shumta. Па еве најголем предизвик секој ќе завршиме школа. Што после 26 години? Немаме каде децата да ги носиме. Немаме дневни центри. Значи ние родителиве за нив се жртвуваме, им даваме многу, а после тоа кога ќе завршат со школова тие седат дома, станираат. И многу е тешко. Мора да се најде некој начин да имаме дневни центри, некои работилници да ги приберат децава, а не мора секој ден, барем 3 пати во неделата додат, за да децата да можат да комуницираат. Тоа е најголемата тешкотија и најголемата мисла, а исто и така после наша смрт. Drejtoresha e shkollës, institucion që shënoi 70 vjetorin e themelimit, tha se është sfidë që funksionojnë si qendër dhe si shkollë. Çdo vit në shkollë ka rreth 50 nxënës e ata që nuk janë nga kryeqyteti qëndrojnë në këtë qendër. Предизвик најголем ни е сега во моментот што работиме како ресурсен центар. Значи од 1 септември во моментов го одиме на тој најголем предизвик што се очекуваше подолго време да започнеме да работиме како државно средно училиште како ресурсен центар. Патот се уште го одиме, има предизвици тековно, нормално, но јас се надевам дека сето тоа ќе го надминеме. 3 dhjetori shënohet si dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara në mbar botën. Me këtë rast, fëmijët e shkollës së mesme Partenia Zografski dha një shfaqje të cilën e ndoqi edhe presidentja Gordana Siljanovska Davkova, e cila vizitoi shkollën.